Одлично! Това е най-стар! Отлично! 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 Това е най-стар! Добродојавте во уште една епизода од Суверенистички разговори. Како што имавте можност во најавава за емисијата на видео одеше малку спортски прилог со причина. Вечерашен наш гостин е Никола Гелевски, попознат како Бели на битолската јавност. Добро дојде во нашето студио, Никола. Добро ве најдов. Причината за која што си вечерва овдека е да обезнаниме дека Никола Гелевски е наш партиски председател на комисијата за спорт. Нешто што на Македонија е преку потребно. Знаеме дека младите за жал се помалку се занимаваат со спорт, а за возврат на тоа ние имаме млади кои што се депримирани, кои што нивниот духовен и физички развој не оди онака како што треба. Затоа имаме пример како партија Македонска ера трета суверенисти, како всушност младите треба да се вратат на она што базично е најпотребно, развивање на физичкото здравје, а со тоа преку спортот и менталното здравје. Добро дојде уште еднаш, Никола. Представи се за нашата публика, кој е Никола Гелевски Бели. Добро ве најдов на сите, голем поздрав до сите гледачи што не следат. Јас сум Гелевски Николче, ме викаат Никола Белиот. Иначе јас сум дипломиран тренер за фудбал. Имам свој клуб кој се вика Атлетико. Атлетико има повеќе генерации, и машки и женски, каде се надпреваруваме во сите категории на под ФФМ. Многу успешна приказна. Во неврзан разговор пред емисијава, ти ми кажеш дека буквално си почнал од нула и дека за 9 години си створил женски фудбалски клуб кој што веќе бил првак, во сите нивоа. Моментално се надпреварува во втората македонска лига и е на прво место. И има големи шанси, од идната сезона Атлетико да биде член на првата македонска фудбалска женска лига. Тоа е веќе преголем успех, затоа што позади тебе, Никола, не стои ни една голема компанија како спонзор, ниту имаш помош од градот Битола, ниту од некои посебни влијанија кои што, например, за разлика од, да кажеме, Пелистер или кои се таму други битолски локални фудбалски клубови кои што ги имаат сите услови потребни за развој, ти ги надмина, почна од нула, од ништо, затоа ќе ни каже сега во теков на разговоров и покажа како треба, со ентузијазам и со љубов кон нешто да се создаде, да се креира. Токму тоа ние и во нашата партија сакаме да го направиме. Имено ти ќе бидеш сега на изборови и наш кандидат во изборната единица петка. Те молам оваа приказна да ни ја пренесеш изворно како почна пред 9 години и како стигна до сега, до таму каде што стигна. Првен сакам да ви се заблагодарам што ме поканивте и да ви поклонам еден дрес од нашиот клуб. Благодарам. Ова е поклон за вас. Благодарам, Никола. Ова е дресот во кој што настапуваат девојчињата од ЖФК Атлетико. Да. Со задоволство овој ќе ги краси, да ти кажам, тука нашето студио во идните емисии. Пред да почнеме приказната, речам, сакам да кажам некои работи за мојот клуб и исто и за мојот живот, како се ова дојде до едната голема бајка, да речам. Се започна како мали години, почнав да тренирам фудбал. Уште на 6 години почнав да играм во ФК Пелистер и да тренирав негде се до 20-та година, каде одлучив дека сакам да бидам тренер и цел живот го сонував тоа да бидам тренер и да имам свој клуб. Па така на 20 години негде се откажав, поради знаете и кај нас како е,
мора да игра, татко му бил не знам шо, татко му бил вака, на овој син па мора тој да игра и ради тие работи се откажав и почнав една тренерска кариера, каде како прв тренер почнав во ФК Пелистер на само 20 години и 3 години стажирав и ги учев малите дечиња на ФК Пелистер. Тука ме викна Димитар Капинковски и Николче Поповски, тој беше Попето што го викат. Тој е покоен сега, тој ме внесе во тој тренерски свет. Ми даде шанса с 3 години да ги водам младите фудбалери, без финанси, без ништо. Нормално и јас бев премногу млад, немав ни лиценца и нормално дека и учев, не треба да се земи хонорар за тоа. И од срце поради тоа што го сакам толку Пелистер. И потоа на 23 години почнав во еден друг клуб да бидам тренер во Конзули. Тие женски клуб, има само сениорки, па потоа отворивме и школа, од кога ме зедоа мене за тренер. И отворивме фудбалска школа, каде таа школа и за машки и за женски броеше дури 80 дечиња во само еден месец. Но почна тука малце некои недоразбирање со газдите. Направивме 3-4 месеци ми борчеа плата, па ради тоа јас се заминав од клубот и сите дечиња што беа во тој клуб, посебно девојките, Надица и Вики, тие беа најголемиот разлог за да го отворам тој клуб што ќе се вика моментално Атлетико. И кога да поминев низ, како се вика, низ улиците по Корзо, да речем во Битола, кај да ме најдеа тие двете посебно, а сите други деца и чупиња, ме замолваа да отворам, да сум отворил јас свој клуб. Јас, знаете, првен да отвориш клуб не е баш лесна работа, треба да имаш позадина, треба да имаш финанси и така. Но во договор со брат ми, кој живее во Колумбија, тој ми даде поддршка и ми рече да отворам, дека ќе ми поможи тој, за да отворам клуб и да видиме дали ќе дојдат стварно сите дечиња што ми зборуваат така да дојдат и да основаме клуб. Откако го отворивме клубот 2015, 4 јули, тогаш ни е роден денот на клубот, моментално овој 4 јули ќе правиме 9 години од постоењето на клубот, што е за голема пофалба, бидејќи има голема конкуренција во Битола, имат многу познати личности, своји школи, има еден бренд Пелистер школа, а ние рамо до рамо сме со нив. Ти ги надмина дури, Никола. По успесите и по тоа каде се наоѓа сега твојот клуб Атлетико. Епа, почнавме на 4 јули 2015 и стварно како што беше, како што ви реков, стварно Надица и Вики дојде први и со нив донесоа 55 дечиња од тој клуб, каде што дојде кај мене, така се надоградувавме секоја година и година. Како што одминуваше времето, мене ме знаат во јавноста како голем борец. Јас имам тројца браќа и без мајка сме растени од 8 години. Значи, татко ми не изгледал сите тројца браќа и научени сме во животот да се бориме. Колку што можел татко ми помагал, ама немал никогаш толку големи финанси, па за да ми поможи да некои други работи, но ми поможил со тоа што ме научил да ги ценам работите. Откако почнавме да имаме тренинзи со ова, секој ден идеа се повеќе дечиња и моментално што е за голема пофалба, нашиот клуб постојат, значи во лето дури има до 250 дечиња, 80 девојчиња и другите се 170 машки. Тоа е импресивна бројка. Импресивна бројка и е за пофалба. Имаме 6 вработени тренери. Значи имаме кондиционен тренер, имаме за теретана фитнес тренер, имаме доктор, имаме психолог на клубот. Се овие работи по полека, секоја година сакаме се повеќе работи да внесеме во клубот, да изгледа како стварно еден европски клуб. Сега, кај нас стварно е малце потешко, бидејќи никој не ни помага. Искрено, до пред една година општината Битола само ни помагаше со 50.000 денари годишно. Рачунете сениорски клуб 50.000 денари, само 2 гостувања се по 20.000 денари за клуб. Не може ни основните трошкови Основните трошки, а не други работи. Ова година
се покажа добро, па сега да видиме дали ќе бидат и наредните години така, ако би стварно ќе ни бидат од голема помош. Значи може да упатиме и апел до сите, значи Така, да. компании, бизнисмени, луѓе кои што се спортски настроени, да Така. дојдат да помогнат Па јас првен ги вашиот повикувам клуб. да дојдат Така. на нашите надпревари, да ги видат, да видат како работиме, да дојдат на нашите тренинзи, да видат дека стварно женскиот фудбал не дека не е само за машките, дека и знат и женските да играат добар фудбал. Еве сега понатаму во емисијата ќе покажеме пример, јас сум познат по тие работи што сакам не многу да зборам, туку сакам да покажам со дела. Гледачите слободно ќе се видат и во позадина како сме почнали од нула, како од тие 30-50 деца, сега имаме дури 250 деца. Како сме почнале јас и професорот Михајло, како тренери, голем поздрав и до него. А сега имаме 6 тренери, имаме башка и кондиционен и психолог, значи околу 15 души што помагаат во клубот Веќе на некој навикува на начин. професионален клуб. Така, да. Сега сакав да напоменам некои работи за клубот, дека стварно поминавме низ тежок период, дека имавме многу сопки од многу луѓе, но Господ е со нас, ќе ги покаже сите други работи. Ами јас предлагам додека ти објаснуваш нели за историјатот на твојот клуб и што планираш во иднина и што планирате Така, да. нели сите таму заедно во тој клуб, да оди Може да дадат сликите Да. чисто за полесно да им биде и на гледачите да видат за што се работи. Вака ние можеме да продолжиме. Ова е роден денот, како ги славиме роден дените, секоја година 4 јули организирам повод за роден ден. На тој роден ден додавам награди за најуспешните играчи и голмани во таа сезона. Му давам секојаш награди на најдобрите и ги стимулирам и другите дечиња за другата година па тие да бидат одбрани како најдобри играчи. Значи цело време правиме многу интересни работи, не е само фудбалот, значи тимбилдинг. Сега поново направивме на многу добра канцеларија, што е во центарот на градот, кој ретко може да се пофали така. Можете да видите на сликите како почнавме од нула на таа канцеларија, како беше запустена, а како ја направивме сега да биде врвна. Иначе во канцеларијата ја направив за првен за нас, за тренерите, да си направиме анализа од, како се вика, од нашите надпревари, кај грешевме и такви работи, а и од друга работа да можеме да гледаме, значи заеднички надпреварите, да гледаме мотивирачки филмови, имаме и доста игри за дечињата, значи дечињата можат слободно сидат од нашиот клуб па си играат, да речеме, стратешки игри, монопол, карти, такви работи, за едноставно да се дружат и да нема меѓу нив љубомора кој играл прва постава или кој бил резерва. Значи на секој начин ние придонесуваме да му биде многу интересно на дечињата, не само фудбалски, да бидат и надворот. Значи таа канцеларија е во центарот на градот, од крши долната гимназија и тука има повеќе работи, значи имаме како за кафе, како за состаноци, секој спонзор, да речеме, може да дојде да види како е, да се направи муавет. Во канцеларијата имаме и слики од сите, како се вика, играчи што досега биле наши членови, а повеќе не се ради икс причини. Така да едно интересно, во 17 квадрати можам да кажам дека се има што е потребно за една канцеларија. Друго направивме, можат да видат и нашите читатели по сликите, шетаме, ги носиме со нашиот туристички водич Горан Пинза, кој го знае најдобро нашиот град и со него често ги шетаме на Националниот парк Пелистер, да е запознат нашата планина. Битола треба се гордее со таа планина. Ама и ни требат луѓе како Горан Пинза за да го пренесат и да го кажат градот свој, да го представат во едно добро издание. Мислам дека и ние почнавме да го кажуваме нашиот град како добро издание, веќе почнуваат да не препознават. Искрено кај да појдеме, сите прашуваат за нас, оти знаат дека работиме и со млади категории. Иначе, јас кога отворив клубот, претежно сакав да работам со млади категории, затоа ми е направен клубот. Сакам со своји чупиња да направам и со мои машки дечиња, да направам екипа за еден ден да дојдам првак на Македонија и да покажам дека можеме да бидеме само со
битолски играч и можам да бидам првак. Еве ве увервам и ви давам збор дека за 2-3 години тој ќе го направам. И сега спремам уште една многу интересна работа. Иначе клубот има и свој собствено возило, комбе. На сликите можат да видат како беше првен комбето, па како го направивме, како го излепивме, каква реклама има. Тоа ние за надпревари. Сега правиме во склоп со моите браќа и местото од кај што сум роден, од Баир мало. Тука правиме и теретана. Во теретаната, сега правиме теретаната, за неколку дена треба да биде отворањето на теретаната, ќе видите и посебно прилог ќе направиме каква беше пред да ја земиме, каква ја направивме сега. Голема благодарност и до моите браќа до ФК Баир кои заедно ја правиме ова теретана за да спортоват нашите и чупиња и машки дечиња и нивните играчи да дојдат до едно подобро тело и да се тргнат развиваат до лиците, да. Од ноќните клубови, од нели осанувањето до раните утрински часови со конзумирање на алкохол. Да, во таа теретана нема да се плаќа, значи нема да се зема чланарина. Претежно ние за нас спортистите и за од малата од Баир мала да си тренираат сите деца да ги тргнеме од тие работи. На овој начин се гради здрава младина која што е предуслов да. за изградба на здраво општество. Да, што е Значи најбитно. ова ваша работа е благородна. Така, да. Па и јас велам дека Господ ме удостоил на еден начин да работам со најубавата работа, со деца. Ако има нешто помило од со деца да работиш, јас мислам дека нема друга таква работа. Имаме доста успеси за клубот. Може ќе испадне како фалење, ама сакам да кажам да напоменам некои работи. Во 2015 почнавме и со машки и со женски. Потоа со чупињата направивме многу добар успех. Еве веќе 9-та година, секоја година од 2015 од кога почнавме, во кадетки до U15, до U17 години, до U13, секоја година од кадетки и младинки сме во првите 3 места. Значи секоја година. Досега имаме освоено 4 титули, имаме досега 4 пати исто втори, 2 пати трето место, секоја година, значи или прво, или второ, или трето сме, што е голем успех. Браво. Со сениорките имаме 2 пати бидено еднаш трети, еднаш четврти. Така да имаме доста успеси, но со помладите категории. Овој клуб е направен, како што кажав и на почетокот од емисијата, за млади категории, со свој собствен буџет. Значи, искрено ви кажам, немаме ни еден официјален спонзор. Искрено само ми помага пекара Филип, голема благодарност до нив, кои се грижат за нашето јадење на после фудбалските надпревари. И други никој ништо. Буџетот на Атлетико е колку што имам Никола Белиот колку што има во джепот, толку и буџетот на Атлетико. Значи имаме работи што треба да ги направиме за да одиме во погорна работи како клуб. Знам дека фалат доста работи, но тоа сам не можам да го направам. Мора да имаме и помош од другите, затоа викам јас никогаш на спонзорите не му барам пари, сакам да ми поможат во други работи како што правиме. Еве гледат, сега имаме еден голем проект. Сега правиме химна на клубот, ајде откриеме некои работи. Химната ќе ни ја пее Ламбела Баковски, Димитар Андоновски, Одлично. наши познати пејачи, патриоти од Битола, кои се задолжени за таа химна, и на химната ќе му направиме исто и спот со дечињата што тренират од нашиот клуб, што ќе биде многу доста интересно, ќе се радват и децата и ќе придонесеме за после надпревар кога ќе сидиме со автобусот од надпреварите, таа песна да се слуша во автобусот во комбет. Постои ли, Николче, значи интерес, сега јас не знам искрено, дали претпоставувам дека има и женска фудбалска репрезентација на ОТГ. Така да. Претпоставувам дека има и во повеќе категории, сениорска, јуниорска, кадетска. Така да. Дали фудбалерките, нели, кои што се од вашиот клуб, се дел од репрезентативите на Вака, сега, Македонија? женската лига постојат повеќе категории, значи кадетки, младинки, сениорки. Кадетки се до 15 години, младинки се до 17 години, сениорки од 17 години па нагоре. Имаме исто категории во репрезентација, значи U17, U19 и U21.
искрено да ви кажам, женскиот фудбал полека почнува да оди во нагорна линија. Јас затоа ги повикувам сите да видат дека ова што го зборувам не е само колку да се рече во емисија го викне, па се зборува што сака. Не, баш сакам да дојдат сите кои ќе имаме ние надпревари да видат како играме ние, дали играме фудбал, дали ја качиме по наше побитолски, да видат како играме добар фудбал за око, значи да му покажем на сите дека ние се носиме. Не знам дали сте запознаени, немаме разговарано, јас секогаш играм пријателски надпревари пред да почне сезоната само со машки. Сега бевме последно пат на припреми во Охрид во Sky Corner, игравме надпревари со ФК Караорман и со ФК Јанг Тим од Струга. Значи ние ретко играме со чупиња во подготвителниот период, секогаш играме со машки за да напредваме многу повеќе за тие работи. Сега што е работата во женски фудбал, според мене може ќе испадне дека напаѓам или зборувам, па јас сум таков, без влакно на јазикот. Мислам дека некои луѓе не смеат да работат таму, ти не гледат тие за доброто на фудбалот, таму го гледат само интересот нивни, што имаме доста проблем. Имаме доста квалитетни, како се вика, категории, каде што губиме по 10 разлики и ни се смеат сите ради селекторот или селекторката била скарана со мене, па не ми зема играчи. Иначе можете да видите и на сликите во излогот што беа, дека имаме најпоќе репрезентативки на Македонија. Значи од секоја категорија. Браво. Имавме во секоја категорија, но сега последната година, поради што сме скарани со една селекторка, не ни зема намерно играчи од таа категорија кај што 4 години суред сме шампиони на Македонија. Еве вие колку и да не пратите спорт, кажете ми како од првакот 4 години суред некоја екипа да е првак и да нема ни едно чупе во U17, кажете. Нема логика. Јас не можам да разберам така. Шпанија да не сака од Реал или од Барселона да нема. Истото и ова. Так. Сега тие работи да ги заборавиме, тај ако има нешто против мене нека ми направи. Не сме на децата да му направи. Значи не ферски многу. И еве ги резултатите. Последната група што игра квалификациите вчера заврши, имаме гол разлика 0 даени, 19 примени. Па сега може да видите. Тој е резултатот. Тој инает, така. Инает, така да видите до кај стигна. Дали некој од институциите на Фудбалската федерација на Македонија реагираше токму заради таквото однесување нејзино? Не реагират, само јас зборувам, само јас сум крив, само Никола напаѓа, само Никола вака. Јас себе со факти зборувам, така се што кажувам, ова денес што го зборувам, еве може да го видат и на сликите што ги кажуваме, така јас со дела покажувам, не покажувам само со зборување. Така. Тие се кажуваат само со зборување, дај дела да видиме. Еве јас што имам направено кажав. Сега ќе кажеме уште и понатаму што имам други планови за клубот да направам. Значи јас секогаш со дела покажувам, не само со збори. Значи, кои се плановите за воиднина? За воиднина ќе откриеме една многу убава работа, да. Планираме според мене што е и најдобрата работа за мене. Јас искрено го молев 2 недели Господ да ми дај да имам свој стадион. Значи многу сакам, не знам дали сте запознаени, во Битола има еден стадион се вика Ќумурното и на тој Ќумурното ние тренираме 7 школи, што е презафатен стадион, значи е оштетен со вештачка треба му помина рокот, ради тие работи што 12 години никоја нема сменато. Значи ние треба да правиме долгорочно да гледаме. Јас пример како сопственик на клубот гледам долгорочно. Да направам свој стадион, да има децата кај да тренират во било кој временски период кога можеме ние да можат, за да можеш да пробаш и други работи на поголем терен, да речем. Сега овде ние тренираме 4 школи во исто. На четврт, на еден четврт не може да му покажеш се на децата. И јас гледајте, да. Си барат услови. Така, ама па и големите клуби тука треба да застанат и да земат да се направат своји такви работи. Како јас кој Никола, никој ништо сум во животот, а еве успевам да направам. Иначе сега го зедовме под концесија во Лаговарди стадионот и тука ќе правиме тренинг камп. Одлично. Сега видовте неколку слики од тој стадион колку е оштетен, па ќе видиме за една година колку работи ќе се направат на тој стадион. И ќе бидеме можеби единствениот клуб што ќе има свој тренинг комплекс за сите категории да тренират во посебно време, што е за голема почит. А и ќе настапувате на И на истиот стадион, да, имаме таква она и планираме да
ставиме и рефлектори, такви работи што стварно да придонесеме на едно... Во услови кога еден ПК Вардар нема собствен Така, стадион каде што треба ние да со женски фудбал да Така, направиме што е за така. голема почит. Пак ќе речам, еве нека бидат сведоци сите дека тоа што го ветваме дека ќе го направиме и баш јас сакам подвизи, такви работи, никогаш не гледам, не бегам зад некој бренд. Јас самиот направив собствен бренд. Значи без никој, без ништо направив бренд. И стварно еве прашајте сите дека го распознават брендот Атлетико, кој како од нигде почна, сега има да речеме толку многу деца и толку многу успеси. Дали до сега во ова твоја 9-годишна кариера големиве мејнстрим медиуми покажале интерес да го пренесат тоа на македонската публика, на македонската јавност, како всушност од ништо се прави нешто. Значи ова е за секоја пофалба. Дали покажале интерес? Искрено не. Сега поново почна спортска мрежа малце да кажува за женски фудбал, другото не. И затоа викам, ги повикувам и сите да дојдат да видат дека стварно почна женскиот фудбал да одива на горна линија. Сега кај нас е многу незастапено тие реклами, да речам, тие работи што треба, не знам, еве, ви голема благодарност за вас што ме викнавте, ама убаво е да дојде и некоја фудбалерка. Некој помало девојче, па не изе да му дајме до важност, така да разговара, да се искаже, така да... Следнава емисија Николче, еве, се взимаме за речеме дека ќе дојдат и така, 2-3 играчи најдобрите играчи од па да кажат и нивно гледиште, може тие ќе кажат некои идеја што можеме сите да ја превземеме пазарното на женскиот фудбал. Значи, јас ги гледам така работите, да така и треба да се гледа. Така и да се гледат, да. А кај нас за медиумиите само кај што имат корист таму и ако му даеш некој динар ќе кажат, за тебе ако не нема да кажат. Што според мене не е во ред тоа. Ја 4 години, еве 4 години со ред да си шампион на Македонија, па и во најмала возраст да не е за почит и никој да не знае, еве вие сигурно не знаете така. А 4 години шампион на Македонија. Па еве јас викам една година може случајно, втората година судитите сакале те поможиле, третата не знам, татко ми е председател на државата и четвртата година како. Не е случајно 4 години шампион да си, значи стварно се работи, затоа си 4 години со ред шампион. Оти друга екипа не е 4 години со ред шампион. Ами јас и како што кажав и преди, со 0 МК да ние, со ни еден динар, колку што имам во џепот, толку ни е буџетот на Атлетико. А гледате какви работи направивме. И допрва ќе правиме. Мислам, јас не знам што прават спортските редакции на големите медии. Тие се најповикани да, нели, го пратат спортот во сите сегменти од најмали категории до највозрасни и баш вакви примери на успешна работа да ги не само да ги презентираат, туку и да ги што се вика агресивно покажуваат на своите медиуми како би ги испровоцирале другите луѓе кои што се во овој спорт да направат и тие нешто слично како што вие сте направиле. Еве јас сакам да кажеме на работи да пофалам сега со мојот другар Александар од спортска мрежа, почнав да работиме некои работи и ќе ги спроведиме тие што е за голема пофалба, тој почна да ги прави. Зошто да нема спортско студио пред надпревар? Зошто после надпревар да не да изјава некој чупе, така ќе се радва, така тоа е реклама, ќе гледат сите од нејзината фамилија, значи така и ќе го промовираме женскиот фудбал. Во видеото видовте нашата Михела каков гол даде. Па реално онаков гол фантастичен гол. В машките таков гол да нема даено, така. За шпици за спортски емисии. Така. А сега пример само вие го дадовте спортска мрежа, никој друг. И сега јас го објавувам на нашиот профил, на мојот профил и така како видат некоја. Баш треба тоа да биде така стимул на сите да се види и во женски фудбал, во втора лига женски фудбал се постигна гол кој ретко се гледа на фудбалските терени и во машките. И во машки категории, така е. Зошто нас така да не промовират? Не иден само машките, во ред и машките треба, ама нас многу долу не гледат, не знам, ама и ние малце така дозволуваме ради што поќутваме, многу малци има луѓе како мене што се борат, абе ќути, ќе те слушнат од партија, ќе те слушнат од ова. Па дор ќутиме ќе биде вака, јас мислам. Значи политиката е длабоко навлезена во спорт. Навлезена политиката, да. Еве јас кој ќе зборуваме денес идам овде,
Немој да зборуваш се и се што да не ти наштетат, да не те слушни овоона. Зашо да ми наштетат? Јас навредив некој во емисијата, кажав како што е, со дела, со слики покажав, јас како што е, не навредив некој, не Ниту реков па нешто имаш некој лошо или немам нешто против, така. доверителски односи со никоја политичка Јас- партија за да можеш да ќутиш, така. Мене ме нервира кај луѓето, во денешните луѓе, што својата работа е работата Владко без емоции. Јас сум човек што работам со емоции. И на децата мои вака му викам, кога ќе ме видите дека работам без емоции, да знаете дека сум кренал рака. Значи јас не заслужувам поќе да бидам тренер. Е така денешните и тренери и сите луѓе што работат некоја дејност или еве посебно во спортот, работат без емоции. Колку да се речи. Јас сабота и недела 24 сати сум на стадион. Сабота, недела имаме по 500 надпревари. Не знам дали ви кажав преем. Со детската лига, со машките дечиња. Играме со 6 категории, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 во лига играме. Значи секоја недела имаме надпревари влаче во таа лига со Предспанско-Пелагонски регион, Ресен, Прилеп и Битола. Тие три, ама имаме 14 до 16 екипи. И сега ние секоја недела треба ти да организираш 6 надпревари најмалце за тие дечиња. Ми кај ми се кадетки, имам надпревар, младинки имам надпревар и имам сениорки. Зато ми се тие 6 вработени тренери и придонесвам за да биде клубот малце поголем и да биде расширен на сите простори. А мене не ме ценат. Јас и ден се карам за тие работи, љубомората бе Никола вака. Вече јас со 9 категории играм. Дали знаете колку е 9 категории да организираш превоз, да организираш јадење, да организираш дали ќе ти дојдат тие играчи? Се случува, настинват, во викенд заминват со родителите да шетат. Значи, знаете колку е тешко, колку таа представа. И да не се ценам за некој работа, да не се слуша мојот збор, па не му побарав на некој пари. Сакам да се слуша мојот збор, да се цени, од јас стварно го работам ова без со емоции, од срце го работам се ова. Сте се обратили ли Никола до Министерството за спорт и млади? Затоа Па искрено не. е надлежно за вака. Да, ама искрено не ќе да молам никој. Јас сакам да ја препознат мојата работа. Било каков одговор од Да. една страна до сега или не? Па не има, тие ни дават ваучери, ама пример тие ваучерите исто е како со пријатели. Јас со Владче живеам, па ќе земам поќе и тие работи. Ако заслужам јас поќе да земам, еве има екипи што земат поќе пари од мене за тие работи, а јас имам подобри услови и се такмичам во сите Значи категории. екипи кои што не покажале Не бе, играат само со сениорки, да. од вашите Играат со сениорки, завршват 8 примери, само со сениорки 20 играчи ти требаат за со сениорки. Да. Јас се направено во 9 категории, не можеме во искош да видиме така. Секоја почит за секоја екипа, за секој спорт. Јас секој спорт го гледам и го пратам, ама фудбалот е малце потежок, не можеш така. Еве са викам јас, за 9 категории дали се запознани луѓето колку играчи ти требаат. 3 категории во женски, по 20 играчи, 60 играчи најмалце ти требаат. Во овие 6 категории ти требаат по најмалце по 10 дечиња во секоја категорија. Значи 120-130 деца мене во викенд ми играат надпревари под ФФ, и тоа да не го почитуваат. Не само што не го почитуваат, него и ставаат рампа на македонскиот успех на Така е. Бито лес да не се најде никој да направи стадион. Абе немаме стадион помошни, затоа ние правиме главен стадион, а немаме помошни. Не уште не ни се клани темелите, ние чатијата ја правиме. Бе, треба да има онде најмалце 5, значи многу школи има. И секоја почити што има толку школи, стварно интересно многу, како да речем, за око, кој ќе видиш еден тон деца да тренираат на едно место, ама треба да има повеќе такви терени. Ние, како викам, јас не сум толку моќен да направам свој сам стадион. Еве, сега ќе пробам во Лаговарди под концесија го зедов, ќе направам некој работи, ќе покажам дека стварно со напорна работа можеш да направиш некој работи. Ама не само јас, треба сите така да направиш. И институциите, правилно и општината Битола. Така е, да. И Министерството за Јас на општината спорт и на млади. општината му предложив ова година, имавме како состанок спортските екипи, јас му предложив вака, што не ги дават тие пари, јас му викам неќам 2 години да ми давате пари, може да направите едно помошно игралиште. Еве, направите помошно игралиште, да има моите деца кај да тренираат, не треба пари да ми дават. И му викам другите вака, на сите му викам, вие ќе се нафатите така да не ни дадат. И сите ќутат. Зошто ќутат? Дај да се откажеме ние 2 години, да не земеме пари, а со тие пари општината па нека направи сала, нека направи за тренинг така. Во основни училишта, 5 основни училишта во Битола немаат сала.
Во зима нема кај да тренираме. Балон немаме, со вештачка треба за во зима кај да тренираме. Знаете дека во зима е ладно, со малите дечиња не можеш надвор, мора да влезеш во балон. Во секој град има балон, само во Битола нема. Не смеело, не знам што вака така. И се политички, се само се она. Еве имам другар што сака да вложи во тие работи, го кочат. Оти тој да биде, оти да се збогател, тој така и за мене гледат. Оти тој да го земи ова да не се збогати. Абе зошто да се збогати? Го правам искрено од срце за клубот, така. Ми ако сум способен ќе направам и друга работа, така. Ти треба да го наградиш тој што има идеја, така. Тој што го има идеја треба да речеме ова дете има идеја, ќе го поддржиме и ќе имаме бенефиците од тоа. Заеднички успех. Така е да. Тој ќе го оставам, тој ќе го направам, така не ќе го земам за мене. Спортот е најдобриот амбасадор на една држава. Најдобриот, еве искрено ви кажам, јас најдобриот. Ти баш като што викаме спортова деца да ги тргаме од другите страни. Ама еве, не знам, во Македонија мора да се сменат многу работи. Пред се јас не сум задоволен луѓето што работат во женски фудбал. Некои луѓе не заслужуваат искрено и нека ми се љутат колку сакат, ама јас сум реален и се кажувам како што е. Има злонамерни луѓе, значи што гледат на има луѓе што ја закажат утакмицата во 8 сато са бајле или во 9 за да мек да станеш ти. Инаш ми се случи мене во Каменица требаше да поидам да речеме во 10 сато на утакмица, кога да тргаме, ние во 5 да тргаме. Ами ние не сме професионалки, па сега имам ќе спијам небе или ќе спијам претходниот ден така. Ние дајте малку да бидеме реални така. Значи не може надпревар, 100 пати имам речено ФФМ, надпреварите пред 12 да не ги закажва, кој што сака не. Блиску е ми вели Охрид, абе некој во Охрид во 9 ми ја закаже. Отиот и не живеам јас се скарам сум со тренерот нивни и се намерно ми ја закажува во 9 сатови. Како така во 9? 500 кривини има до Охрид. Пола за повраќање ќе му дојде на дечињата. Како ќе играт тие надпревар? Во 7 да тргнеш и во 9 ќе игра, така како ќе игра, ни наспана, ни одморена, ни ништо, како ќе игра. Едеме ќе те победи, што дека ќе те победи? Гледате какви работи гледат на тоа. Или со репрезентацијата, тоа што ви велам. Не земе играчи дека биле од кај Никола, што има врска. Ти ако имаш против Никола, нападни го Никола ако можат. Оти мене не ме нападнат сами да видам ако можат. Туку ми мават на децата, па не е фер тоа. Не, затоа ми се случува. Еве дебакал 0-19 дека мај кажете. Не е за оставка. Така е. 0 голови да дадеш 19 да примиш. Јас гарантирам дека таа генерација е една од подобрите генерации. Дека не се правилно селектирани, дека не знае селекторката да му каже што да како и да игра. Не треба ни да се чека на нејзина оставка, затоа што таа најверојатно нема да има и овде најпоќе сенс да даде самата него. Треба некои луѓе кои што се надлежни за тоа веднаш да сменат. Па така, ма кај на сите се ќути. Друга работа во женскиот фудбал има луѓе што имат по 10 работи што работат. Значи председател на ОФС, тренер во ова, во комисија, во ова, тренер едниот е во U15, во U17 и во А селекција. Јас еве ги запрашувам сите, зашо полагам јас лиценци? Има 4 лиценци, да знаете, С, Б, А и Про. С е најмалата, па Б, па А, па Про. Јас ги имам земено од С, Б и А. На 34 години, така што е за почет. Мене ми остана што е про лиценца како што имат Моринјо, Клопове, најдобрите тренери. Значи мене ми остана уште таа генерација што за 2 години можам да ја земам и таа. И сега јас вложувам во мене, така да. Јас вложувам во мене, така учам. Не знам дали знаете една лиценца еве лиценца е на 3-4 евра. И се зложувам во мене, никој не ми дава мене шанса да видиме дали ме бидва или не ме бидва, а ги клават некои што не ги менват 10 години, а немат победено 10 години. И после кукаат зашто некој успешен кадар заминува од државата. Заминува од државата, така. Ова да се случи на пример во било која друга држава, верувам дека Германија по еден месец ќе ве поддржи на сите можни начини. Јас викам ви пред гледачите зборам, јас да сум еден ден селектор. Абе еден месец ако гледам дека не ми оди, ќе се заминам самиот. Овие денешните, посебно по старите нека ми простат на мобето, со стап да ги бркаш нема да ти бегат. Абе да можат на 100 години да бидат тренери. Бе кога ќе дојде нашето, ама тука не ги наоѓам јас нив криви, ги наоѓам тие што ги клават, така што му верват уште. 90 години тренер да бил, како да биде тренер на 90 години. Јас зашо вложувам, зашо давам, зашо се трудам, како направив јас себе, оти не отворат сами да видиме дека направат сами клуб. Ако е лесно, ако се заработва така, тие мислат дека милионите ги вади. Еве пробај да видиш да видиме дали е лесно така.
Значи многу разочаран сум од тие работи, баш тоа што го рековте, многу добар кадар ни бега надвор од државата. Не си ги ценим, имаме еве еден другар, јас сам заминав во Шведска, таму е тренер на голмани, значи не се цени овде, бе, не се цени во оваа држава, ништо не се цени. Овде само 5 души да се богателе. Не, ако е способен Владко и Владко нека се збогати. Ама да направи, оти Никола прави со дела, тоа сакам да кажам. Така? А не изборва само еве, и сликите нека говорат. Нека дојдат кај мене на стадион, нека дојдат на утакмица да видат дали го играм најубавиот фудбал или не. Ве да ти е кив да ги гледаш децата кои ќе гледат. Посебно чупињата што ми се сениорки по 14 години, до 16 години ми се сите да дојдете да видите, ја вртат топката ве како Манчестер Сити. Јас те поканувам, ќе дојдете еден искрено ќе дојдете и да направиш така репортажа и цел надпревар да видат како е тоа што го зборуваме, дали е вистина. Ова треба да е пример во сите места во Македонија како треба да се почне од нула и со љубов да се стигне на едно ниво. Ве татко ми работеше во Металец, 12.000 денари плата земаш. Без мајка сум растан од 8 години, тоа сакам да ви кажам. Кој ми дал, кој ми поможел мене? Ве си сам сум направил, ама со мака, со пот така. 24 сати ви велам сум јас работам за клубот. Не спием навечер за клубот. И сега ќе ми кажуваат некој друг за фудбал, па не може да ми зборува. Си се ценам од сега и ќе кажувам јас, не може секој да кажува. Зборвал Никола, ќе зборува, оти ми е мака, оти цел ден сум на стадион, затоа зборувам. Упорноста ќе се исплати. Ќе се исплати, да, ама мора да се променат некои работи. Дефинитивно. Дали се сочиле Никола до сега со некој непристоен предлог од, например, други постоечки големи клубови, условно кажано големи клубови, да сакаат сега тоа што вие сте стигнале на високо ниво, да го фузираат, да го превземат тие, а да ви дадат, например, као некоја сатисфакција, еве Никола, ти ќе останеш како тренер на женскиот клуб, меѓутоа века да не биде под Атлетико, него да биде, не знам, карикирам. Охрид, Пелистер, било кој. Па не имам таква некоја понуда. Имам друга нешто понуда, ама ќе видиме за тоа потом, ама пред се јас гледам се направив свој бренд, па мислам дека најдобро да се отерам мојот бренд и да бидам прочен по тоа што го направив јас од нула до кај стигнав. Иначе сакам тоа да го кажам дека сите во женски фудбал треба да работат со млади категории, тука е проблемот наш. Ние земаме играчи од страна и ќе го плати 1000 евра и нема ни да му тренира, нема ништо да му направи, ги запостуваме нашите. Еве гледате во ракомето истото се случува и во кошарката, во сите. Купуваме некои играчи непознати што да ми прости моето дрва така, земате ен тон пари, а не му даваме на нашите. Кај мене го нема тоа да знаете. Кај мене се сите битола и сите се почитуваат. Затоа имаме и успех, да знаете. Јас како ви реков дали слушнавте, ќе бидам првак и во прва лига, да не се секират, ама ќе бидам со битолски играчи и ќе му докажам дека со самите мои играчи, што јас еден ден сум ги извел, ќе бидам првак, што е за сатисфакција. Јас секогаш го одбирам најтешкиот пат. Не ќам се со лигање, со лижење, со такви работи. Сакам сам да се изборам, да се испутам и да бидам, како викаме, шампион. Какви работи ми искрено не знаете замолил да пресликаш ова твоја успешна формула и во другите градови во Македонија. Насекаде. Зошто да не верувам дека постојат и други девојчиња таленти и во Пробиштип, и во Кочани, и во Струга, нели? За да се подигне масовно женскиот фудбал. Така, да, ама гледате се што е проблем. Не можам да ги земам јас, оти немам финанси да ги платам, а другите имат големи финанси, имат буџети големи и ги поткупват со лесни пари, да речем. Или па селекторите ги поткупват, му викат ела ќе дојдеш кај мене во екипата, ќе играш за мојата екипа ако сакаш да бидеш земена за репрезентација. Затоа јас се нервирам на тие работи. Не можеш да земиш играч, ради само овие играч. Оти селекторот му ветва, оти не знам, пример, на некој рудник му давал 1 тон пари, на другиот не знам имал бразилки, четвртиот не знам што имал. Дајте да видиме, со 5 бразилки јас можам шампион да видам така. Со 5 србенки јас можам шампион да видам. Дај да видам со твоето. Од малите, на сликите што ги гледа децата, видео имаме на слика клајано, кај што како две чупиња, кој дојде првиот тренинг има 6 години и како на 10 години сега се шампиони и таа едната Елена ја бара дури Спартак Суботица што е за женски фудбал на Балканот. Голем број 1 клуб. Така е. Значи на лето, здравје Боже, таа ќе замени таму. И како јас сум успел да направам од неја за фудбалерка, како овие другите не можат.
И сега ми ја зедоа во Скопје, па тие ќе се пофало дека е нивна, па други во Тетово ќе се пофали, па не знам во Каменица, па во Куманово, ами тие сите играчи се мои, што се фала. Дај да видиме нивни играчи нека направат така. Така, Јас да ќе ги кажам има. кои се моите играчи, кои поминале од моите раце, тие нека покажат кои играчи ги створи. Значи големи клубови наместо да форсираат Па и тука да преферираат ФФМ, собствени школи, Да. они одат на готов проект. Да, ама и се друга работа. Јас примерно ФФМ му се љутам за таа работа, луче најпоќе зошто. Сега знаете како е правилото, секој чупе може да ти замени, а ти не земеш пари. Чекаве, јас го створам, 4 години вложувам во нејзеци. И ти ми го земеш за без пари. Како бе така? Како ме стимулираш мене? Ништо бе не сме воче, ништо не сме. Јас ова го нема нигде, бе ви кажам, онаму во африканските држави го нема. Голема. Како може да не? Јас вака викам, не сум способен да имам многу буџет на пари. Не ме бидва да се лижам такви работи. Ама тоа што го работам и што го вадам како производ, ќе ми го платиш. Од тебе викам Ајакс. Ајакс вади играчи и му ги купат по 50 милиони. И со тие 50 милиони тој прави уште 3 такви играчи, така. А ние јас вадам млад играч, ми го земат, бенефит никаков немам. Не можам да ја поминам сезоната, да речем. Добро, не важи таа клаузула као што Не е важи, во не, фудбал, не. да имате професионални договори со играчите Не, и после тоа нели да Ама се- не ги земат влачем на многу мали години, мене ми ги земат на 14 години. Нема таму професионален договор. Пак за да направиш професионален договор треба нешто да му даиш, така. Некој е стата дуп. Некои пари, некои финанси, така се јас не сум моќен то да го направам. И ти викам на 14 години ми ги земат. На 12 години ми ги земат. Заради својата алчност, они ништуваат Така е да други. комплетно цел еден спорт. Така е да. Како ве, затоа викам ние се, ми кај нас во Битола сме две екипи. Не е за почет, се бориме две екипи, колку и пак имам 80 чупења. Што е за почет, така ми земат не. секоја година по 3 најдобри ми земат. И како, и пак јас вадам 3 нови. 3 земји ми јас 3 нови ќе извадам. Пак другата година пак шампион. И како на секој ми земат, имав еден играч и ми велеа сега овој играч кој ќе ти го земат, нема ништо. Од ми замина таа, 3 пати со ред бев шампион на Македонија. Значи не било само донајзе. Секоја година Никола ќе вади нов играч. Секоја година од тој што го извадил ќе извам подобар играч. Од и работам. Не гледам љубоморно на другите, а другите гледат љубомора кон мене. Тоа е проблемот кај сите. Секој час ја искрено вчера да доеше некој да ми кажеше дека постои ваква приказна, Така немаше е, да верувам. Еве Имаме... имаме Еве сега се уверив дека Јас се нешто во Македонија може Да. мимо овие големи брендови да профункционира. гледачите, јас ќе ги замолам се ово што го зборувам да го проверат на нашите Facebook страници, на нашиот YouTube канал, значи имаме слика една со сите работи, нека проверат да видат дали е вистина ово што го кажувам или не. Значи не ќе да лажам, сакам да видат сите како работиме. Што правам за клубот, да видат, значи на YouTube каналот има прослава на роден ден, има надпревари, кај што сме играле, како сме победвале, какви голови сме давале. Значи се што правиме во клубот, клаваме на тој YouTube канал и на Facebook страниците. Нека и на Instagram, нека проверат па да се уверат дали е така или не. Да, во сликите кои што се вртеа на слайдот, на едната од нив стоат сите Сите линкови да, до... линкови од Facebook, од Instagram. Така, и тие сега ќе ги пуштиме уште еднашка на крајот. За крај порака, Никола, до гледачите, до институциите, до сите. До сите, само ќе кажаме на работа, да почнуват да работат со свое. Еве пример за спортов, најчесто ја зборувам и секој зборувам за таа тема што стварно се разбирам во нејзе, не зборувам за друга тема, зборувам за во тоа што се занимавам јас за спорт. Значи да се почнуваат со свој кадар, да вложат се во својата младинска школа, оти колку еве јас пак викам и да ви напоменам, 10 играчи да ми земат, јас ќе извадам нови 10. Не може да ме распаднат никогаш. А некои екипи така што почнаа да прават на неферски начин, ми земаат 2-3 за да ги повлечат и други да ме распаднеле. Еве се враќа карма сега, најверојатно другата година 2-3 екипи ќе се распаднат од тие X причини што прават, што љубоморат и што гледат нева. Затоа викам правите се свој кадар и колку и да ти земат и колку да се мачиш, ќе дојди пак да имаш свој кадар од твојата школа. Затоа ве молам да сите за спонзорите на сите клубови да вложат се повеќе во нашите играчи, не во странските играчи. За шампион да бидеш треба странски играчи, ама не да се претера. Не да земиш странски играчи 10, па да не игра твојот квалитет, така. Значи дајте ние да створаме. Ние немаме таква, еве јас искрено
кажам. Јас не сум таков човек што ќе молам спонзор или не знам какви луѓе за тоа, затоа си правам мои играчи и со мои играчи јас една година за брзо ќе докажам дека и со моите играчи можам да се борам за првак на Македонија. И ќе го докажам тоа и ќе дојдеме пак во емисија и ќе му го пренесеме на сите влачи да видат дека овој стварно било така како што кажуваш. Ова е успешна приказна која што јас не мислам, него уверен сум и ќе те поканам и да дојдеш на една утакмица кај нас, ќе дојдеш, ќе направиш прилог, да видиш како се работи. Во најбрз период, затоа што сите ние кои што сме родители, кои што сакаме нашите деца да видат, нели, тргнати од улиците, ако преку спортот не се направи тоа, јас не знам преку што друго. Заборев да кажам, не знам дали ви кажав, имам и отворено во Добрушево, во Новаци, во Кравари, во Логоварди. Значи сегде придонесам јас. И сега, му текнало во Добрушево да отвори. Оти да не отворам во Добрушево. Во Добрушево може ќе најдам еден талент, така. Може некои деца, и така е, не можат да се дозволат да идат во Битола. Од Добрушево до Битола има 25 километри. Нема пари да игра. Те одиме ние таму да му придонесеме за тие работи и ќе ги ослободиме од тие работи, само да тренират и да еден ден дај Боже станат фудбалери или фудбалерки. Школове значи и за фудбалери и за мачки и за женски, да. Браво. И во сите места, викаме и во Логоварди, во Добрушево се ги отворивме. Значи се шириме и со тоа се шири, зошто се шири? Ако се ширам јас, ќе треба уште еден тренер. Значи придонесам за општеството, така. Ќе треба ако сме јаделе 20 сендвичи са 30, така. Значи пак придонесам за општеството. Јас гледам така на работите, но за жал другите не гледат така. Очекуваш ли успех во политиката во оваа твоја кандидатура на сегашните престојни парламентарни избори? Мислам дека да, со Горан заживеавме ради што имаме исти слични ставови. Верувам јас во него и рецептот ист, од нула почнавме и ќе постигнеме нешто. Не се криеме ние зад брендо или овона, туку ние створаме брендови и јас затоа сакам вакви работи што да почнеме од нула и да му покажеме на народот дека можеме, мала партија сме, па да видите кај ќе стигнеме. Така е, значи со пример и со дело, не со празни ветувања. Да. Искрено, Горан, се надевам дека ќе те видам прво во Собраниските клупи, а од срце посакувам да бидеш идниот министер за спорт и млади. Затоа што само вакви луѓе можат комплетно да го во цела држава, така, не само точно. За Битол или во цела држава предонес. Да видиме македонската младина здрава. Така, да. Таа е само онаа која што може комплетно државата да ја ние бараме таленти, а ништо му немаме направено. Како викам, ние немаме стадиони, а сакаме да играме Лига на шампиони. Немаме стадион, како ќе играме Лига на шампиони. Значи мораме да придонесеме со други работи, што отом потом јас ќе ги презентирам тие на друг начин. Никола, ти благодарам за учеството во емисијата. Набрзо очекување во Битола да направиме видеозапис на сето ова што сега го зборевме и до некоја следна прилика која што верувам дека ќе биде за брзо, каде што ќе имаме нели гостини некоја девојче што тренира. Ти посакувам значи успех во твојата работа. Вам драги гледачи, ви благодарам што бевте вечерва со нас и што имавте чест и можност да запознаете личност која што се разликува комплетно од сите други во спортот и да видите дека постојат и позитивни примери во спортот во Македонија. До следното гледање, останете ми во добро расположение и се гледаме, поздрав. Одлично! Тоа е најстар! Одлично! Тоа е најстар! Одлично! Тоа е најстар! Одлично! Тоа е најстар!
Одлично! Това е наистина! Отлично! Това е наистина! Отлично!